Почитувани слушатели, добредовте во новата епизода на Работник подкаст. Денеска разговараме на тема вработување, пазар на труд, работни односи. Од се понешто би можел да речам. И за таа цел денеска поканив една гостинка да ни се приклучи. Таа е, би рекол, вака да општо прифатливо, за да ви биде појасно, професионалец, познавач, експерт од областа на човечките ресурси. Знаеме сите дека менаџерите на човечки ресурси се задолжени за вработувањето во компаниите. Па од таму логично е тие да ги знаат сите работи на кои што би требало да обрне внимание еден кандидат за вработување или пак вработен. Билјана Шкламовска е наша денешна гостинка. Билјана, ви благодарам што се согласивте на ова интервју. Јас ти благодарам што ме поканите. Така. Чест ми е и задоволство. Ви благодарам. Ќе започнеме прво од прашање поврзано околу CV-то. Имено, верувам дека многумина ги интересира, бидејќи вие прегледувате сигурно стотици и стотици CV-а, може би не дневно, ама на неделна основа или како и да е. Да ни кажете како треба да изгледа едно CV за да му остави одличен впечаток на менаџерот за вработување или на менаџерот за човечки ресурси? Па вака, најпрво да кажам дека јас му обраќам внимание на секој CV, како и да е напишано. Кога ќе објавам оглас за вработување, добивам повеќе CV-а и тогаш обработувам повеќе, нормално. Меѓутоа ги поканувам сите што се пријавиле. Ако некои луѓе, например, и по телефон уште ќе се откажат, заради тоа што ќе прецизираме што бараме на работното место, на крај испаѓа дека некои луѓе пуштаат CV и аплицираат на сите огласи што ќе ги видат, некогаш и забораваат каде се аплицирале. Меѓутоа, уште на телефонскиот разговор, значи се пронаоѓаме дали треба човекот да дојде на интервју или не треба, а иначе буквално на секој CV обраќам внимание. Меѓутоа, кога би, например, бирала, би сакала да сите работници кои што аплицираат на работно место, без оглед дали се невработени или се вработени во потрага по некоја подобра работна позиција, да направат едно CV кој што е кратко и концизно. Значи, сето се вика CV, кратка биографија. Значи, најзаморувачки се оние CV-а кои личат на биографии на неколку страници и во кои што кандидатот се опишува себе си, јас вака, јас така. Значи, такво е најзаморно за читање. Најпрегледни се оние CV-а кои што се кратки и концизни во описите. Еве, например, многу е битно да е прегледно со празни редови помеѓу насловите, со точки, подточки, да не биде многу збиено, значи да има прореди, за да може полесно да ги пронајдам потребните информации. Потоа ми е битно исто така, гледам писменоста на човекот, доколку е граматички точно напишано. Значи, ако го пишувате на англиски, тогаш граматички точно англиски. Ако го пишувате на македонски, тогаш треба да биде граматички точно македонски, значи запазени голема, мала буква, каде треба да постои. Потоа, минато сегашно време, значи, описите на бившите работни места, на поранешните работни места, да бидат во минато време, сегашно време. Значи, граматички да биде точно CV-то. Тоа покажува колку е кандидатот писмен. Потоа, да биде напишано целото во еден ист фонт. Значи, фонтот може да се разликува само во болдирање на наслови или зголемени болдирани букви само во насловите. Значи, во целото CV треба да превладува еден ист фонт. Меѓутоа и болдираните и издебелените и
буквите што се нели со големи букви напишани да бидат во тој ист фонт. Така поубаво изгледа негово сум сретнала, значи CV-а кои што се пишувани во различни фонтови, кои што имаат различна големина на букви, потоа на некои работи се напишани на кирилица, некои на латиница. Сега да, ако се работи за некаков компјутерски јазик, например MS Word, можете да биде напишана и на латиница. Меѓутоа, ете треба да се обрати внимание на тоа, за да изгледа убаво и средено CV-то. Потоа, битно ми е кога човекот опишува да не ја опишува фирмата каде што работи, работел или работи, туку да го опише своето работно место и својата работна позиција, своите одговорности, своите работни задачи и должности. Значи, кратко и јасно, и сите описи да не бидат исти, него да бидат различни, затоа што претпоставувам дека секој што работел на повеќе работни позиции има различни описи на работните места. Значи да биде интересно за читање. И на крај исто така ќе обратам внимание што на пример многу кандидати не обрнуваат на тоа внимание. Значи битно е во CV-то редоследот на образованието или на работното искуство да биде хронолошки во обратна насока. Значи да биде од последната работна позиција која што работникот ја има во моментов или ја имал, па до првата која што одозгора, значи најгоре да биде последната, па надолу да бидат оние редоследно работни позиции кои што ги менувал или фирми каде што работел предходно. Исто така и за образованието, значи прво се става највисокото образование, најгоре, а потоа хронолошки како завршувало, значи ако е магистер, па факултет, па средно образование, значи сето тоа да биде хронолошки во обратен хронолошки редослед. Ете, тие се неколку работи што треба да ги обратат. Да се обратат внимание при составување на едно CV, за да биде концизно, јасно и прегледно. За ние, како регрутери, полесно да се снајдат. Тука имам уште едно дополнително прашање околу CV-то. Дали ако, например, има кандидатот завршено високо образование, може само да го наведе високото образование без да треба да го наведува и средното, доколку нели тоа е важно во контекст на работното место? Да, нема потреба некогаш да го наведува и средно. Тоа најбитно е она последното образование кој што го има, ако има високо, тогаш високото. Меѓутоа многу е битно да тоа образование кое што е наведено по CV-то да одговара на работната позиција, односно на она што се бара во огласот. Ако се бара економски, ако е дипломиран економист, тогаш да биде дипломиран економист. Ако се бара дипломиран економист и бизнис, тогаш треба да го наведе тоа дека е дипломиран економист и бизнис. Значи, ако се бараат и дополнителни знаења и вештини, тогаш треба да ги наведе и сертификатите кои што ги има стегнато. Например, ако се бара правосуден испит за правник, тогаш треба да се наведе и правосудниот испит и кога е тој положен. Значи, да одговара образованието на она кој што е поставено како услов за работното место. Ако пишува било која општествена наука, тогаш може да аплицира, значи со економски, со правен факултет и со јазичен факултет и со социологија. Значи, ако се наведе во работната позиција потребни услови, било која општествена наука или било која техничка наука, тогаш треба да се наведе исто така факултетот, меѓутоа не е веќе толку прецизно, како што кога се бара прецизно дипломиран правник или дипломиран економист. Битно е кога ќе го работите CV-то, да гледате да ги назначите оние ваши вештини, знаења, стручност и способности кои што сметате дека ќе бидат кои ќе одговараат на она работно место кое што е наведено во огласот. И описот на тие ваши работни вештини.
Во ред. Следното прашање е за, би рекол, следниот процес кој што следува после испраќањето на CV-то, а тоа е, нели, разговорот или интервјуто за работа. На што треба најмногу да внимава еден кандидат за време на интервјуто за работа? Првенствено моја препорака на секој кандидат што ќе биде повикан на интервју е да одвои малку време и да ајде да се изразам со англицизам, јако не ги сакам баш англицизмите, да прогугла, значи да ја истражи компанијата, доколку компанијата има веб страница, сега во денешно време скоро секоја компанија има своја веб страница, значи да истражи со што се бави компанијата, значи ако е производство што произведува, ако е продажба што продава, значи во обично на веб страниците се открива многу за тоа каков карактер има компанијата и во тој случај веќе ќе дојде спремен на интервју кога ќе има некакви барем основни познавања за компанијата. Тоа е значи прво што го препорачувам. Да не дојде тотално неспремен, значи да не знае во која компанија се појавува на интервју. Тоа е првото, значи најосновното што го препорачувам. Битно е исто така да остави прв добар впечаток, а првиот добар впечаток се остава доколку нели кандидатот влезе со насмевка, зрачи со некоја си позитивна енергија, самодоверба, значи доколку се однесува културно, се поздрави со сите, нели понекогаш има само еден регрутер, меѓутоа најчесто се работи за комисија што регрутира, така да многу е битно како ќе поздрави, како ќе влезе и колку ќе зрачи со некоја самодоверба. Тоа е нормално насмевка. Затоа што знаете, како викаат, насмевни му се на денот ке ти се насмевни, исто така и со луѓето. Ако влезете со насмевка, веднаш ја пренесувате таа позитивна енергија и на останатите во просторијата. Битно исто така, може би не толку битно начинот на облекување, меѓутоа е битно да не дојдете на интервју во некоја си секојдневна облека, да не изгледате непрофесионално. Значи, многу е битно за кое работно место аплицирате, доколку аплицирате, например, за некоја си работна позиција која што ќе се одвива во канцеларија, треба да изгледате барем онака, ајде да речам, офис облечени, може би не бела кошула со кој кравата во денешно време, тоа не се пара баш најмногу, меѓутоа сепак да биде кандидатот чист, испран, истеглан, значи тоа оддава впечаток дека сте се потрудили да се облечете прикладно и да оставите впечаток и нормално ги почитувате вашите регрутери. Не препорачувам, доколку не ви дојдете кежуал на да речем, ајде, облечени доколку вашата работна позиција не е толку официјална, онаа работна позиција за која што аплицирате, ви дојдете во фармерски кошула или джемпер, не битно. Битно е само да изгледате пристојно, да не делувате непристојно, да не навредувате со вашето облекување, значи премногу кратка сукња, мајчка на бретели за девојчиња или за вашки бермуди, мислам дека е неприкладно облекување. Тоа е во врска со облекувањето. Гледајте гардеробата во која што ќе дојдете да ви биде удобна, за да не се осекате стегнато. Исто тоа може да ви створи непријатно чувство, тоа непријатно чувство да биде препознаено и почувствувано и од вашите регрутери. Потоа, кога ќе ви се постави прашање, да подразмислете, не мора брзо да одговарате, не мора да одговарате неразмислено, значи треба да го смислите одговорот, така ќе делувате самоуверено, ќе делувате многу ќе регрутерите ќе оставите впечаток на човек што знае што сака и што знае што треба да каже и така ќе имате поголеми шанси да ја добиете работата.
И на крај би препорачала кандидатите секогаш се остава простор да постават и самите прашања, значи да не се ливат да постават прашања, значи не постои глупаво прашање, да не се срамат, да се постават прашања за се што ги интересира, особено прашања што не можеле да ги сретнат на веб страницата која што ја читале за компанијата, значи никој прашање што се однесува на работната позиција, на работните должности, на напредокот во кариерата, па и на платата, зашто да не. Значи не се срамете да поставите и вие прашања да остава добар впечаток. И за крај, ќе кажам дека е добро при излегувањето кандидатот повторно се поздрави со луѓето нели во комисијата што ја регрутираат и да се заблагодари за нивното време, за тоа што бил повикан, така ќе нели го зацрти добриот впечаток. Во ред. Тука би сакал само да кажам дека многумина, еве вие добро рековте дека треба малку да се подразмисли пред да се даде одговор, но во суштина тука кај нас смета дека треба одма да се даде одговор, бидејќи ако почекаш малку, ако подразмисли ќе мислат дека не знаеш што да кажеш. А во суштина вие велите добро дека треба да се подразмисли, не треба да се дава нели непромислен одговор. Во тој дел. Да. Така што ви благодарам за овој одговор. Следното прашање се однесува исто, но ова е за мислам дека е едно од најкомплексните за кандидатите. Бидејќи нели и ова прашање се поставува на секој интервју, а тоа е колкава плата очекувате. Сега јас барав на интернет и пронајдов едно од би рекол еден од потенцијалните одговори кои што би можел да ги даде кандидатот за да избегне да нели да каже сума или ранг. Тоа гласи вака. Тој гласи вака: би сакал да научам повеќе за позицијата и заложенијата и каков е тимот пред да разговараме за парите или за платата. Да може ли да прашам колку изнесува рангот на плати за оваа работна позиција? Нели би сакал од тука да ве прашам како би требало според вас да се одговори на ова прашање, нели, и што мислите за наведеното за наведениот одговор кој што јас го прочитав сега? Епа вака сега. Јас ке си тргнам од себе, нели нормално секој си тргнува од себе. Така. Јас, например, сум од оние HR менеджери кои што сметаат дека транспарентната плата е најдобро решение, во смисол ако фирмата, една општествено одговорна компанија, има направена систематизација на работни места, каде што е направена и организација кој работно место во кој сектор припаѓа, кои се работните должности, описот на работно место, описот на работната позиција, значи кои услови се бараат за тоа работно место. Ако не ми се знае кој на кого му одговара и кој пред кого одговара, тогаш секој работно место може да се смести во еден систем на плати, кој исто така многу го поддржувам, и да речеме мојот систем на плати во компанијата е направена според коефициенти, како што е даден пример во општиот колективен договор за стопанство. Секој може да го види тоа во општиот колективен договор како е направен системот за плати со коефициенти, и сметам дека во тој случај работникот уште при доаѓањето на работа си знае точно на која работно место, на која работна позиција, која плата следува. Значи, збориме за основна плата. Без додатоци, без надоместоци и без плата за работна успешност. Значи, бонусите се за оние кои што повеќе ќе се истекнат и постои такво нешто во Законот за работни односи. Во Закон за работни односи платата сама по себе е поделена на овие три дела. Сега,
Доколку, значи, основната плата е определена за секоја работна позиција, точно определена, сметам дека тука не се смалува на можноста за конфликти, значи плодната почва за конфликти не постои, затоа што секој веќе уште при доаѓањето ќе си знае каде му е местото под сонцето и колкава плата ќе си зема. Така да сметам дека најправилно е платата да се наведе во огласот. Сега јас заведувам плата, например, од до во некој ранг, како што си кажавте вие, Бобан. Да. Значи во ранг, во смисол кога ќе дојде човекот на интервју, кога ќе ме праша, значи како, зошто е платата, да речеме, од 24 до 30.000, и јас објаснувам како се стига до 30.000, колку брзо и како, значи веќе тоа зависи од самиот ми работник и како може уште првиот, вториот месец да постигне да добие еден највисокиот ранг од платата која што е определена за тоа работно место. Значи, сметам дека е добро да се напише плата во огласот, тоа го правам. Крај на краишта и законот за работни односи не обврзува да ја пишуваме платата, знаете во ППР, во ние огласи што се даваат во агенција за работување, обавезно е, задолжително е се наведе платата. Сега многу грешат, јас по мене мислам дека многу грешат компаниите кои што наведуваат само минимална плата за работни места кои што реално би требало да имаат повисока од минималната плата. Се бара, значи, многу повеќе. Работното место по описот бара факултет, бара додатни вештини, бара возачка дозвола, бара јазик, нека е плата 18.000. Мислам, стварно не се соодветствува и на таков оглас имате многу помали шанси да ви се јават реално талентирани кандидати, затоа што тоа е подценувачки, нели? Затоа сметам дека е најдобро да биде реалната плата, а оној кој што ќе биде спремен да се напати да работи на таква работна позиција за таа плата, тука немаме што да имаме дилеми, значи ќе се пријават само оние луѓе кои што ќе знаат. Без сега. Доколку, нели, некои повеќето компании, гледам јас на огласите, сметаат дека не треба да ја наведуваат платата, па викаат платата е компетитивна или по договор самоодветна, не знам, така некако сум приметила во огласите, значи нудиме компетитивна плата. Мене дури ми е најспрешно кога ќе напишат оглас, нудиме редовна плата. Мислам, во денешно време кому е предизвик да работи за редовна плата, ама дефинитивно постојат и такви огласи. И да, веројатно на интервју тогаш овие рекрутери ќе постават таа, да речем за мене, веќе застарена прашална форма колку за која плата би работел. Нормално ако е платата наведена во огласот, нема потреба од прашањето. Меѓутоа доколку не е наведена, скоро сите рекрутери ја составуваат, тоа сум го чула, значи од луѓе со кои што комуницирам. И да, сметам дека треба да одговорите на такво прашање, треба да одговорите со прашање. Значи, кој е рангот на од до, да речеме, убаво си кажавте, од до за таа работна позиција, која што јас би можел од најниско до највисока плата да обезбедам за таква работна позиција, предпоставувам. Можете и вака да одговорите, предпоставувам дека вие веќе имате определено некаква плата за работната позиција. Дали може да чујам од колку до колку би се движала таа плата, па да видиме дали моите очекувања се реални. Не, така некако да се избегне да одговор, ако не сакате точно да одговорите, затоа што па тука кандидатот е ставен во некоја позиција што да одговорам. Ако кажам превисоко, нема да ја добијам работата. Ќе мислам дека премногу барам. Ако кажам прениско, тогаш ризикувам да добијам помала плата од колку што е определена. Значи, добро, дали би се согласил за мала плата да работи, толку ќе му дадеме. Ме разбирате, затоа и знам точно во која дилема се наоѓаат луѓето кога ќе поставите вакво прашање. Така да најдобро е да прашањето да се одговори за обиколно со друго прашање и да дојдете до посакуваниот одговор, односно и рекрутирот да дојде до посакуваниот одговор. И сега тука заборавив, кога веќе ги спомнувам огласите, заборавив за CV-то, ми беше битно и ова да го кажам, за фотографијата, имате една колумна напишана во 24 HR за фотографијата на CV-то.
ама еве ќе повторам сега кој не ја прочитал да чуе. Сметам дека фотографија на CV не треба да се бара. Значи, ако и сепак ви е побарана во огласот, тогаш ставете фотографија, но ставете некоја фотографија која што ќе биде исто така пристојна и да речеме како за личен документ, таква фотографија. Да не биде фотографија како што имам светото фотографии како за Инстаграм или за Фейсбук, нели такви во диско или во некоја кафана. Тоа се неприкладни. Ако веќе мора да ставите фотографија, тогаш ставете значи професионална фотографија, некоја си као за личен документ. А најдобре е да не ставате воопшто фотографија, затоа што фотографијата знае да направи лажна представа. И по мене сметам дека е дискриминацијски да се бара фотографија на работно место кој што не е кој што не захтева не бара изглед. Значи, да, во ред е фотографија ако се бара нели фотомодел, некаков или манекен, тоа е во ред. Ама фотографија за работна позиција технички секретар или дипломиран правник или дипломиран економист или било што, мислам дека е излишно. Така. Следно сега ќе се префрлиме на една многу интересна тема која што вие тука би рекол дека ја зачнавте и за неја исто напишавте една колумна. Тоа се однесува на генерацијата Z или како што ги нарековте вие Gen Z зумери. Тоа се луѓе кои што се родени по 1996 година и кои што во 2020 година стапија на пазарот на трудот. Сега, прашањата тука ми се, дали според вас на агендата на ова генерација се наоѓаат флексибилни работни места и дали ова ќе биде еден од основните услови за да нели прифатат да работат за одредена компанија? Пак би се надоврзала на претходното прашање, значи за околу парите. Мислам дека новаа генерација, најнова генерација зумери, пошто веќе по нив доаѓа и друга генерација понатаму. Меѓутоа овие последните зумерите, мислам дека најмалку битни им се парите, тие барат и нормално битни се парите за екзистенција, никој. Да, јас прашав за флексибилноста на работните места. Дали ќе им биде таа пресудна? Мислам дека им е пресудно покрај парите да имаат и флексибилни работни места. Значи, за разлика од претходните генерации, особено да речам Y генерацијата и X генерацијата кои што бара стабилна работа, нели? Зумерите не ги интересира стабилна работа, тие сакаат флексибилна работа. Значи, они дури мислам дека денешните генерации новите зумерски генерации, Z генерации, дури не сакаат работно место кое што е определено да речеме на 4-5 години, на повеќе години, затоа што тие би сакале да променат работа и нема да им биде тешко да променат работа, доколку не им се допаѓа компанијата или атмосферата во компанијата. Така да за нив е битно уште вработувањето да биде на пократок период, за да може да проценат дали и самите се наоѓаат во таа компанија и дали се наоѓаат на тоа работно место, дали ќе бидат задоволни. Знаете, како што опиша во колумната, тие се генерација кои што на кои што технологијата им е во крвта, значи тие одлично го баратаат интернетот и не им е уште тешко да најдат работно место не само во границите на државава, него и надвор од границите на оваа држава. Исто така сите веќе, да речем, скоро имаат добри познавања на англискиот јазик, така да и јазичната бариера не е проблем. Во однос на таа флексибилност и во однос на флексибилноста на работното време, исто така нивно барање ќе биде флексибилност на работното време, значи да тие не би сакале да работат со точно определено работно време од 7 до 3 или од 4 до
до од 8 до 4, значи ничим е битно, значи работодавачот да биде флексибилен, да има определи на пример еден ранг на почеток на работата, да речеме од 8 до 10 да може да дојдат, да не се чувствуваат стегнат од негде ако задоцнат на работа. Исто така и да им се овозможи доколку нели има простор работното место, односно работните должности кои што ги исполнуваат, да можат си попладне да направат нешто, значи им се битни таскови, им се битни таргети, значи да се знае дека тоа и тоа нештото треба да го завршат во определен временски период, а како они тоа ќе го изредат, нормално ако нели работната позиција тоа го дозволува, таква флексибилност. Исто така ничим е битна и флексибилноста да не мора секојдневно да доаѓаат на работа, значи доколку имаат можност да работат од дома или да работат хибридно, помалку од дома, помалку да одат по канцеларија, тие ќе го одберат тој начин на работа. Значи и од тој аспект флексибилноста е битна. Потоа како што напиша во колумната, Z генерацијата бара недискриминирачка работна средина, значи почитување на различностите, почитување на секого како личност. Потоа добро ќе биде доколку работодавачот ги клопи овие лица во генерацијскиот јас, но го намали генерацијскиот јас, така што ќе го определи ментор кој што е поискусен, нели од некоја постара генерација, ама да не го чувствуваат како предпоставен, него да го чувствуваат како некој од кого треба да учат. И така ќе биде намален генерацијскиот јас, а на зумерите нема да им се створи непријатно чувство дека се надгледувани, дека некој нит нешто им наредува или дека некој ја да микроменеджираат. Ете така. Микроменеджмент исклучете за оваа генерација, микроменеджмент е погубна работа. Исто така овие лица би сакале веројатно и еко-френдли и family-френдли компанија, значи компанија која што се грижи за животната средина, за зачување на животната средина, затоа што тоа е сега многу актуелно, а исто така ќе одберат и компанија која што го почита овие луѓе веќе се на ќе си стварат места за кратко време, така да ќе им биде многу битно доколку компанијата има програма за вклученост во семејството, значи да има баланс помеѓу приватниот и професионалниот живот. Тоа сакате да кажете да тоа има. Да, точно така. Да има некоја си време човекот и за свој приватен, односно фамилијарен семеен живот. Исто така е битно компанијата да се грижи за менталното здравје, за благосостојбата на своите вработени, за нивната среќа. Значи, едноставно позитивна атмосфера, здрава работна средина, тоа ќе бидат клучните фактори кои што и ниве генерации ќе проценуваат една компанија дали ќе сакаат или нема да сакаат да работат со таа компанија. Така, и за на крај уште едно прашање, какви дополнителни бенефити ќе биде потребно работодавачите да им понудат на и на идните генерации на работници за да ги задржат? Бидејќи гледаме дека недостигот на работна сила станува се по-хроничен, не само кај нас, туку и на светско ниво. На пример, читав завчера дека американските работодавачи значајно ќе ги зголемуваат платите. Што значи дека прават сите не само таму, туку и тука во Европа кај нас прават и изнаоѓаат разни начини за да ги направат компаниите да бидат поинтересни за нивните моментални вработени, но и за идните работници кои што треба да ги привлечат. Така.
Значи, не само зголемување на платите, значи многу се битни дел од оној делот што го спомнав, плата за работна успешност. Значи, мотивирачки бонуси секако веќе ќе треба да бидат вклучени скоро во секоја компанија, значи за да се одвојат работниците што повеќе се вложуваат себе си и своите капацитети од нешто, нели, не се толку заинтересирани, не се толку иницијативни во работата. Значи, секој ќе сака да биде иницијативен и ќе сака да се вклучи во работниот процес со сите своји капацитети, доколку за тоа добија и соодветна награда. Значи, треба да бидат препознаени и да бидат соодветно наградени работените со плата за работна успешност, односно со бонус. Ајде, тоа е околу парите. Меѓутоа, тоа не е се. Значи, денешните генерации сакаат да ги градат своите капацитети, не завршуваат се со факултетот што го завршат, значи сакаат да бидат наградувани со разни обуки, курсеви, тренинзи, работилници да посетуваат. Значи, доколку има возможите, програма, направите програма за обуки и развој, доколку ги градите вашите капацитети, и вие како компанија, да речеме, ова зборувам сега за компаниите, компаниите ќе бидат оценети од работниците како посакувани работодавачи, исто така и освен што ќе ги градат своите капацитети, ќе добијат поквалитетна работна сила, нормално и поголема продуктивност, исто така ќе го зголемат и задоволството на работените. Следна работа која што е битна и ќе биде битна за следниве генерации, да бидат вклучени во работниот процес. Значи, повеќе нема да биде битно само да добијат работни задачи, да ги извршуваат без да знаат точно што работа, значи се ќе бараат вклученост во смисол да знаат кои се целите на компанијата, заеднички да ги остваруваат тие цели на компанијата, да им се слуша зборот, значи да бидат сослушани, да бидат прочитани нивните мейлови, да бидат земени во обзир, да бидат сослушани ако се работи, нели, на разни брейнсторминзи или на разни состаноци, нивното мислење да биде испочитувано, земено во обзир. Значи, многу е битно да се почувствуваат вклучени, да се почувствуваат дека има кој да слушне што имаат да кажат. Значи, една од работите која што исто така ќе треба да обезбедат компаниите. Исто така, како што кажав, нели, наградни патувања може да бидат мотивирачки, че не само пари, него и наградни патувања, наградни бескаматни кредити, например, како помош, користење на службен автомобил, да речеме, некои веќе гледам фирми, веќе мислам дека и во Скопје се појави компанија која што отвори детска градинка во рамките на компанијата. Значи, тоа ќе биде битно, доколку имате, нели, млад перспективен кадар, тогаш ќе им значи доколку се грижите и за нивните деца. Доколку компанијата покаже грижа и за нивното семејство, за нивните деца. Тоа е family friendly компанија. Потоа ако се даде некакво наградно патување не само за работникот, него и за неговото семејство, и за неговиот партнер. Исто така, потоа, да речеме, награда за новороденче, тоа не постои во законот за работни односи, ама доколку компанијата го награди, не награда, него едноставно да даде подарок за новороденче или подарок за свадба, исто така покажува дека е family friendly компанија. Потоа, веќе некои компании воведуваат и освен, нели, влезни и излезни интервју, веќе излезни интервју почта да стануваат реалност, меѓутоа сега постојат интервју за задржување, во смисол мерење на задоволството и учинокот на работените, да резултира исто интервју. Доколку во мерењето некој приметите забележи некој од менаџерот за човечки ресурси дека некој од работените не е задоволен, дека покажува нека доза задоволство, тогаш да го повика на разговор на едно интервју за задржување и да може работникот во 4 очи да му се обрати внимание што сака и што мисли дека треба да се превземе во компанијата. Верувајте, ќе дојдете до многу интересни идеи од страна на вработените, што може да биде да значи подобрување на
работната средина за работниците се чувствуваат посредно. Може би тој едниот тоа што ќе го каже, ќе се рефлектира и на другите вработени, на зголемување на нивното задоволство. Значи, во секој случај, овие млади вработени ќе сакаат да бидат слушнати. И слушнати во смисол на унапредување на работниот процес, нивните идеи, меѓутоа и во подобрување на работната клима, која што владее во средината. Тоа е отприлика што... да, заборавиш. Многу е битно за 2023 година, веќе многу компании ќе се обидат, ова го слушнав минатата недела на конференција Netflix, така се вика таа мрежа на правници, која што ги собират сите правници и искусни правници кои што работат во сферата на работните односи. И на таа мрежа на правници, значи, клучни точки за разговор беа флексибилноста во смисол на работа од далечина и хибридна работа и договори за вработување кои што ги го регулирале во работен однос, затоа што сега во моментов сите работат на далечина без определени договори, барем кај нас во Македонија, а исто така втората клучна работа која што ќе биде цел за 2023 година и понатаму е намалување на работната недела. Во смисол 6 часовно работно време 5 дена или 8 часовно работно време, но 4 дена во неделата. Значи веќе компаниите и тоа ќе го прават за да привлечат работени. Так. Ќе намалуваат работната недела. Затоа што во скандинавските земји компаниите што правиле веќе некакви пилот проекти со намалување на работното. Да, 4-дневна работна недела се тестира во многу земји, вклучително и во Велика Британија. И веќе е испитано, значи, и измерено дека воопшто не се намалува продуктивноста, него напротив се зголемува. Да. Затоа што пак се намалуваат трошоците, затоа што ефективно всушност никој не работи 8 часа во денот. Имаше еден ефективно работно време и тука тие додатни 2 часа може би се и трошат на компанијата, не продуктивност. Имаше еден текст кој што го прочитав неодамна по српските портали и беа наведени 5 причини зашто треба да се намали работното време или да се воведе таа 4-дневна работна недела. На светскиот економски форум било за тоа дебатирано. И да ви кажат и на оваа Netflix конференција, баш тоа беше главната. Тоа беше на таа тема. Да, и во суштина го велат и тоа и да вие што го кажавте, дека може и да се заштеди и е добро и за планетата Земја. И за и за повеќе аспекти. Билјана, повеќекратен е бенефитот. Повеќекратен. Така. Ви благодарам уште еднаш за ова, би рекол, исцрпувачко интервју. На вистина многу работи во овие 42 минути веќе покривме. Мислам дека има уште многу за што да се зборува, но нели, мора се што има да почеток и крај да има и да не бидеме премногу долги за нашите слушатели. Остануваме во контакт со нови нели теми за работните односи и така натаму. Ви благодарам уште еднаш што извоевте време за ова аудио интервју. И јас ви благодарам уште еднаш на поканата. Се надевам дека беше исцрпно, ама не исцрпувачко. Се надевам нема да биде исцрпувачки за слушателите да го слушнат сето ова. И нормално начнавме некои теми кои што се однесуваат на идните работници, на идните вработувања, на идните работни места. Најверојатно тоа понатаму ќе се носи нови прашања, нови теми, па ќе поразговараме за тие идни теми понатаму.